Во однос на заштита на животната средина, во овој регион има една голема акција, која што е антирудници. Ваше мислење за целата оваа активност, дали граѓаните имаат оправдан страф од загадување на околината, загадување на почвите и водите од евентуалниот старт на работата на овие рудници? Видете, согласно сите извештаи кои што се дадени од Обединетите нации, од програмата за животна средина, од Европската Унија, рудниците се класифицирани во еколошки жешки точки. Тоа значи дека имаат влијание врз животната средина. Така да нормално е да постои загриженост кај граѓаните и нормално е да очекуваат некакви влијанија од рудниците. Било да е тоа загадување, било да речеме други ерозија, предизвикување на ерозија или предизвикување на прашина од рудниците и така натаму. Кога станува збор за рудниците, да речеме, може да бидат поврзани со климатските промени, бидејќи согласно пресметките кои што се кажуваат, рудниците во принцип се најголеми потрошувачи на електрична енергија, а тоа значи дека имаат висока стапка на јаглеродна стапка на емисија на стакленички гасови. Така да речеме од тој аспект рудниците придонесуваат кон емисијата на стакленички гасови. Дали на овој регион може да оди заедно органско производство и рударство, развој на тешка индустрија? Па, многу тешко можам да кажам дека тие две работи одат едно со друго или одат рака под рака, бидејќи не мора да е само органско, туку и самото земјоделие, да речеме, многу често се случува да добива лош пиар, да речеме, лоша реклама за земјоделските производи произведени од такво едно подрачје каде што постојат рудници. Дури и да нема загадување, да речеме, дури да не е забележено загадување, сепак пиарот е многу лош. Тоа може да го забележиме дека велешани мака мача земјоделските производи да се пласираат на Скопскиот регион, бидејќи знаат дека доаѓа во велешко подрачје. Многу често случуваше, знам дека во Радовиш постои мислење и верување дека радовишката пиперка исто тешко се пласираше на пазарите, бидејќи во близина на рудникот Бучим. Така да размислувањата, дури да речеме да се и неоправдани, да нема загадување, сепак пиарот е многу лош. Стратегијата на државата треба да размисли што сака да прави во еден регион и кој. И да, според мој мислење, да речеме, тука веќе 3 стратегии се донесеа за регионален развој, никаде не се базираше и постираше на руднички развој, туку секаде земјоделието приоритет. И ако ги земете сите стратегии за локален економски развој на општините во овој регион, ќе видите дека најдоминантна гранка е да биде земјоделието првенствено, бидејќи е основна дејност за екзистенција на поголем број на жители. Така да, дали таквите одлуки за градење на рудници се оправдани или не, тоа сепак нели треба и на државно, меѓутоа и на локално ниво добро да се размислуваат за да се донесуваат стратешки одлуки за развој.